Почитувани колеги пратеници, почитувани представници на медиуми, почитувана македонска јавност. Република Македонија веќе подолг временски период се наоѓа во тешка политичка криза и хаос во сите сфери од македонското општество и секојдневно живење. Република Македонија повеќе нема време за чекање и не смее да биде заложник на криминалните и антидржавни политики на Заев, Спасовски и оваа ненародна власт предводена од СДСМ. Во текот на досегашниот мандат на оваа криминална влада, предводена од СДСМ, сведоци сме на безброј криминали, разни скандали, антидржавни одлуки, девалвација на сите државни институции, делење на тендери во партиска и роднинска линија, непочитување на никакви пропишани законски процедури, аматерско, непрофесионално работење и уште ред други примери кои осликуваат тажната и реална состојба во Република Македонија. На почетокот мора да спомнеме за целата македонска јавност да дознае за она што се случи денес, пред неколку часа, овде во Собранието на Република Македонија, при гласање на Законот за јавно обвинителство, кој што значи уште една амнестија и сламка за спас на аболицираниот Заев, сите бевме сведоци на погазување на демократијата и Собранието на Република Македонија како институција која е директен представник на граѓаните. Токму тој закон за јавното обвинителство беше ставен за гласање и него доби потребниот број на гласови и тоа гласање беше незаконски поништено. Подоцна, повторно беше ставено на гласање спротивно на деловникот. Тоа е доказ за авторитарното владење и апсолутизмот на деспотот Заев. Токму поради ова, распуштање на Собранието на Република Македонија и избори на 12 април мора да има и ќе има. Денес ќе ставиме крај на заложништвото во кое се наоѓа Република Македонија и нејзините граѓани. Од тука, како пратеник и координатор на пратеничката група на ВМРО-ДПМН, која затекнал и бил сведок на досега најкатастрофалната и најкриминална влада во историјата на Република Македонија, накратко би сакал да набројам само неколку катастрофални потези и политики кои одбележаа оваа криминална власт во овој речиси тригодишен мандат. Целата македонска јавност и сите граѓани на Република Македонија во овие 3 години на своја кожа почувствуваа и видоа што значи и како изгледа кога СДСМ ја има целата власт во Република Македонија. Заев и СДСМ ќе останат запишани во историјата на Република Македонија по катастрофалните економски политики, хаос во правосудниот систем, нула странски инвестиции, по партиските вработувања во администрацијата, по промената на Уставот и покрај неуспешниот референдум во 2018 година, големиот број на криминали и на функционерите и кадрите на СДСМ на централно и локално ниво, милионски тендери во здравството, иселување на младите од својата татковар, лажните ветувања пред граѓаните, големиот број на нерешени и сумнителни убиства, непочитување и девалвирање на институциите, класично кршење на деловникот и насилничко носење на огромен број на законски решенија овде во Собранието на Република Македонија, газење и уништување на угледот на државата, пад од стотици места на речиси сите светски ранг листи со кои се оценува функционирањето на една држава, задушување на слободното новинарство, закани, уцени, огромна доза на говор на омраза на нивните пулени и апологети и уште многу други примери за кои дури немам доволно време ни само таксативно да ги наброам во ова моје обраќање. Почитувани граѓани, ова е резултат на владењето на СДСМ и Заев. Ова е вистинската реалност и реална состојба во која се наоѓа Република Македонија,
по изминати само 3 години од владењето на овој хибриден и криминален режим, предводен од двоецот Заев, Шекеринска и СДСМ во целост. Токму затоа, Зоран Заев е свесен дека тој веќе во политичкото минато и дека после 12 април ќе замине на политичкото буниште и ќе биде запаметен како личност на црната страна на историјата на Република Македонија. Поради ова, СДСМ и Заев, соочени со тешкиот изборен пораз, на секој можен начин и по секоја цена се обидуваат да избегнат избори. Но ние, како ВМРО-ДПМНЕ, како пратеници од ВМРО-ДПМНЕ, имаме обврска и мораме да ги слушаме граѓаните и да ставиме точка на ова безредие и беззаконие. Имаме обврска поради оние граѓани кои секојдневно не прашуваат кога ќе заврши оваа криза, кога ќе замине оваа власт, кога ќе се ослободат граѓаните и институциите кои што се под постојан притисок на оваа власт. Ние, како пратеници од ВМРО-ДПМНЕ, како возрастни и разумни луѓе, мораме да ставиме крај на ова лудило и да дозволиме граѓаните на 12 април да го кажат своето, да одлучат по која патека сакаат да се движи Република Македонија. Дали по правиот пат на Заев исполнет со безбројни кривини или пак по патеката која што ќе значи обнова и враќање на достоинството како на граѓаните, така и на Република Македонија во целост. На крај од ова моје обраќање би сакал уште еднаш да повторам пред целата македонска јавност дека Заев, Спасовски, Шекеринска и СДСМ на 12 април ќе заминат и дај Боже никогаш да не се вратат. Ви благодарам.